Добар ден, гледате анализа. И добар ден за моите гости. Тројца новинари имам, Насер Селмани, мои колеги. Добро вечер. Ја поранеш. Поранешен, Горан Али Топиновски. секојаш новинар? Да. Од душата, да. Добро, инаку поранешен член на антикорупцијската комисија, под водство на Билјана Ивановска. И Исен Салију. Добар ден. Прво одиме, добар ден, добро вечер, всушност, добро. Прво одиме со коалицијата која се тресе. Дали сметате дека има проблеми во коалицијата на релација Мицковски, велам Мицковски, зашто е најгласен, и Влен? Кои се вашите ставови? После драмата со Касами, Билјал Касами, повикот да се гласа за албански пратеници. Мислам дека И потоа е Хачим Рамадани, да. Очигледно е дека има проблеми и проблемот е нетранспарентноста. ВМРО и Влен требаше одпред, уште во првиот круг на изборите, да одат со официјална коалиција и да го објават договорот. Што е договорот, зашто се договарале и како ќе се однесуваат на овие избори. Но како ќе се надпреваруваат со Дуи, Влен? Да, и веројатно ги имат поделено и градоначалничките места таму кај што нели мнозинско албанско население или албанците се во значителен број. И изгледа тој договор, затоа не е објавен тој пред коалицијски договор или како договор за заеднички настап, затоа што очигледно дека тој договор е на штета на Влен. И Влен не можеле да го споделат со јавноста затоа што ќе бидат осудени од нивните гласачи, не само од Дуи, него од нивните гласачи. Од она што се гледа, договорот од прилика е вака. Значи, ВМРО треба да ги подржи во Чаир, во Тетово, во Гостивар, во Кичево и Струга, а ВМРО треба од Влен да земе, да ја добие поддршката во општини каде за прв пат албанците се во мнозинство, а ВМРО сака да ги добие. Тоа е Кичево, тоа е Брвеница и Бутел. Бутел за прв пат на овие избори, албанците мислам дека се 50,4%. Тој договор, очигледно, овие нема срце да го објават и сега, после првиот круг, сакат да ретерират. И Мицковски има право, вика, така сме се договорили, повалете, држте го зборот, или затоа што ја тоа што требаше да го направив, го направив. Сега, вие треба да испорачате. И сега се во тесно, ги подбра Мицковски, мислам, брише под со нив и мислам дека со право. Затоа што не можете вие да правите тајни договори зад грбот на гласачите и после да изигравате нешто дека вие спасувате некои општини. Како ќе се одвијат работите, не знам. Дали Влен ќе успее да ги контролира нивните гласачи во тие клучни општини на кои ВМРО очекува поддршка од Влен, тоа е Кичево, Брвеница, во Бутел тоа работата се заврши, ќе видиме. Меѓутоа, тоа е договорот и ако имаат малку политички морал, треба да го објава тоа дека така се договориле на овие избори, така да одат, па после ќе видат и затоа предизвикува таква тензија и Мицковски со право ги повикува да го одржат зборот. Добро. Нека излезат, нека се однесуваат така како што се договориле. А какви последици ќе има по Влен, тоа требало да го мислат пред да го направат договор. Гледајќи ги резултатите, се гледа дека ВМРО го одржал зборот или договорот, значи во општините каде што вреди без поддршката на ВМРО ДПМН, многу тешко ќе го победеа на Дуи, бидејќи ако правиме споредба со советничките листа на АКИ, мисламе се во опозиција, 20.000 гласови има плюс, но ке градоначалници гласовите на македонците, односно на ВМРО ДПМН, зборот што го даде го испочитува, значи секаде им даде максимално на Влен, што резултираше со некои резултати што Влен да не беше ВМРО ДПМН немаше да ги добие, земајќи го предвид фактот дека Влен уште не е формирана како политичка партија.
уште на терена е послаба, уште ДУИ и двете алијанси се заедно во коалиција, кои што силни лидери имаат и ВМРО ДПМН многу им помогна на Влен и сега Влен сакале, не сакале, мора да почитуваат, бидејќи ако сега ВМРО ДПМН оструга поддршката, па Тетово, тогаш може Влена многу да биде да има лош резултат. И сега ќе видиме какво ќе е однесувањето на Влен, но мислам дека горе-долу работата се знае. Ќе видиме за Струга и посебно интересно за Струга. Двајцата се добри кандидати, али ќе видиме. Трпе и некој струженец. Да. Горан Трпиновски е Трпе струженец. секој е конструктивен со Струга. Да. Не се. Реално. Со двете страни. Исен? Па ја не мислам дека нешто е неиспочитувано, дека имало некој пишан предизборен договор, мислам дека се изјаснија сите. Не пишан, но имало договор. Тоа се е изјаснија и идејата. се изјаснија и ВМРО и Влен дека ќе се помагат меѓу себе таму кај што ќе има потреба. Мислам дека тензиите помеѓу првиот и вториот круг се создадоа од резултатите малце неочекувани во некои општини, доста комплицирани, како што е Кичево, како што е Брвеница, Тетово, можеби сами очекуваше дека ќе победи, ќе победи во првиот круг и сега знаете, тие може да имат домино ефект. Една грешка во Тетово може да се одрази во Кичево. Една грешка во Кичево може да се одрази во Скопје. Така да, не знам, бевме сведоци дека првите денови после првиот круг тензиите доста порасна меѓу коалиционите партнери. Имаше информации дека после изборите ќе има промени во владиниот состав. Во кабинетот на Мицковски, да. Не само во кабинетот, него и во составот на коалицијата, на мнозинството. Сега, вчера и завчера и денеска имаме малце посмирени тонови и изгледа дека... Билјалка сами ретерира. Да, па во целата ова ситуација мислам дека се обидуваат да најдат, знаете, политиката е... Политиката е вештина и во вакви ситуации се барат и ако се доволно мудри може да изнајдат решенија и да добијат вин-вин ситуација секаде, иако се во спротивни фронтови во некои општини. Ќе видиме дали тоа ќе го постигнат. Резултатите од вториот круг ќе покажат. Очигледна е еуфоријата кај Влен создадена после првиот круг. После резултатите, мислам дека... Ема лажна е еуфоријата. Кај сите еуфоријата, мислам дека немаше еуфорија. Ни во ВМРО нема еуфорија. Ја мислам дека основа на еуфоријата особено создадена во руралните општини, бидејќи таму се сметаше. Сите сметавме сега, дали ќе признаеме или нема да признаеме, сметавме дека ДУИ е апсолутен фаворит и дека Влен има шанси во урбаните општини, кај што населението е мешано и каде што македонските гласачи претежно се наклонети кон ВМРО, па тие ќе бидат одлучувачки фактор, ќе ги повика да го поддржат Влен. Тоа значи, тоа очекување не се оствари. Сега тоа е еден голем плюс за Влен во вториот круг. Кој е? Не разбирам зашто. Минус е тоа што малце се искомплицира односите со ВМРО ДПМН токму поради Кичево. Не, ма плюс се гласовите на ВМРО ДПМН. Влен е во сериозно
Криза? сериозен проблем. Тие прогнозата била дека со поддршка на ВМРО ќе се добијат ужда во првиот круг. Чаир веќе се отвори, Чаир, Тетово, Гостивар знаеа дека не може да победат, Кичево и Струга. А во другите општини кај што се ветени поддршка на ВМРО, каде што албанците се во мнозинство, ќе поминат и тие во првиот круг и во таа еуфорија, еве освоивме све, па сега сме жртвувале некои општини голема работа. И сега тоа не се остварува. Влене во сериозен проблем сега. Во Тетово може реално да се направи и покрај поддршката на ВМРО. ВМРО колку имаше? 4000 гласови во Тетово на листата. Може да има сериозен пресврт и затоа омекнува со левици и со СДС гласовите како може се вика Билел Касами. Омекнува. А зошто Замислете се повлекуваат од нивниот кандидат во Бервеница само да го добијат Тетово. Ве разбирате која е лузерска позиција на Влен? Дават мнозинско општина со мнозинско албанско население да добијат во друга општина со мнозинско албанско население. По-лузерска позиција од тоа, ја не знам дали... Зошто му беа, нека заврши Исен Салију, зошто му беа потребни и на Касами, и на Рамадани вакви авантури, вакви излети, со вакви изјави, дека треба да се гласа за албански кандидат? Ја спомнав еуфоријата. Сите албанци да гласат. Да, мислам дека и Тетово малце ги комплицираше работите, пошто секоја поотворена поддршка од страна на Касами и неговата партија за кандидатот на ВМРО во Кичево може да му се одрази доста негативно во Тетово. И поради тоа, мислам, првичните изјави беа пооштри, се немаше И се не е проблем Кичево, не е проблем Кичево, проблем е Брвеница. Тие треба да се откажат од сопствениот кандидат, да го поддржат ВМРО, по-глупа позиција, здравје. Па не знам дека се откажале, мислам до сега Па не сакат, викат дека не ги сакале гласовите на албанците. Па сега Не требало да се гласа етнички, што значи? не сум ја чул таа изјава. Па еве и сега последната има изјава. различни и на социјалните Не требало, мрежи. Билјали рече не требало да има етничко гласање. Да, Што тој значи? ретерираше, да. Сега ретерираше, имаше една изјава, мислам, на социјалните мрежи, ја прочитав, не знам дали Па видите. интегрална, беше како го поддржувам на кандидатот на мојот кандидат, ама не го поддржувам мојот кандидат. Па тоа е Не, мислам дека тоа е пиар стратегија, знаеш, сакам кажам, не знам Неуспешна пиар стратегија. И сега Па ќе видиме резултатите, ќе го покажат тоа. Добро. Мислам дека тие тргна по фронтално и двете страни во тој судир, иако се во иста влада. Меѓутоа, откако увидоа кои може да бидат последиците и за едната и за другата страна, малце се Ама Мисковски не губи од двете страни. Мисковски да губи во Брвеница не е некако. Не. Ама Касами да изгуби Тетово, тоа е крај на политичка кариера. Да. Јас да се- Со Добро. 4000 гласови предност Ама на од првиот круг. ВМРО. А што ако ВМРО не гласа? ако ги гледаме резултатите сега и во Тетово и во Брвеница, и без гласовите на ВМРО, и без, може Касами теоретски да победи. Освен ако гласовите на ВМРО не гласат за кандидатот на Не, па и реално може да Значи победи. то може, ама и не може. Само во таа ситуација може да изгуби Касами. Зошто го дава Касами? Касами таа изјава каде ја даде? Тој сам си каже, ова изјава ја давам ја по потреба и на кое место. Даде, мислам, во Албанија на телевизија. Го праша, во Рече Албанија. надвор од контекстот, дека тој била. не, Малку не, беше не, тоа, не да, беше надвор. неизместно. Сега јас- Прашањето беше многу јасно и ова изјавата јасно ја одговори. слушам, Да. И тој јасно одговори Да. на тоа прашање. Арно, ама, ево за Кичево. Значи, Кичево прв пат че ситуацијата и за прв пат како што стои, ќе биде македонец. И то не е ништо страшно. Ево Струга, колку години македонците гласаат за Албанци. Да, не, на партиите им е Значи, битно сепак. кандидат, нив им е битно, Да. али и да ги собереш ти сега, и на Лимани, и на независниот, да оземиш и Дехари. Значи, треба тотал до еден, без да донесеш, и да донесеш уште, за некако за да го победиш. Бидејќи кандидатот на ВМРО, викаме докторот, јас се распрашам,
Значи сите јасно, жена му е албанка, има 3 деца. Таму е, значи, одговара за мултиетничност. И плюс, значи, голем сигнал, единствен град, каде што се гласало порано, не националистички, како да речам, етнички. За еден сел, ако се сеќавате, беше со ВМРО. Кичево, секогаш и се помагале меѓу себе. И тога за еден села не смогна емотивно, то си легитимно негово право, повика да гласаат за Дехари за да добие албанец. И тоа се оствари. Армама во Струга за еден села изгуби. И ова е многу голема порака, ако стварно кандидатов на ВМРО ДПМН стварно се впрегне во работа. Тога што е благодат. Исто мислам дека интересно поправим ако грешам Насер во Љуботен. Така, Љуботен мислам 400 гласа, албанците гласа за ВМРО. А Љуботен, ја и ти бевне таму ко не брка. Така не е проблем, албанците досега имаат гласено, нема циклус на избори каде што албанците немаат гласено за македонски партија. Ама за Љуботен, во Арачино 90% албанци гласаа за кандидат на СДСМ. Да, ама тоа беше друго. Ама друго, ама факт е тоа. Зоран Заев, го сака. Ама е факт. Друго беше. Факт. Сега знаете кој е неизбалансиран договор. Кажете ми еден пример каде ВМРО гласа кандидат на Влен каде што македонците се мнозинство. Една општина. Нема така. Значи, проблемот е во неизбалансиран, нема сила, така? Нема сила, не е ни влезен. Епа затоа ти викам дека Ама ни влен не гласа за ВМРО во општина кај што. А во Бутел интересно е. Како не? Ја мислам Јохан Тарчуловски. Како не? Во Кичево рекла дека ќе гласа за подобриот. Е полека, да, еден по еден. Јохан Тарчуловски беше обвинет во Хаг, беше за Љуботен и значи таа порака од таму што имаат што гласаат за ВМРО, ја гледам од другава страна, знаеш, стварно дај луѓе доста, тоа е окей. Перверзија не зелаш. Таму имаше војни злосторства. Хаде, јас и ти бевне таму кога требаше да го јадем. Да го јадем и чотек да јадев, дека мислеа дека сум Иво Котевски. Али, јас како човек од Западна Македонија... Знаеш дека едва го извлеков од таму? Мислеа дека е Иво Котевски, што личи на Иво Котевски. Знаеш, Билјана, како човек од Западна Македонија, веќе етнички умре. Ево, види го еди Рама, види Албанија. Сите одиме Албанија. Било. Сега, дај, веќе немаме вода, струја, се испусти државава. Струга е празна. Кичево е празно. Значи, над 6000 гласачи фалат во Кичево. Сега веќе не е важно албанци или македонци. Луѓе нема. Луѓе нема. Да. Источна Македонија не случајно на првиот круг, ја мислам дека ова не го кажавме, ја мислам навистина сакам да ги пофалам гласачите македонци. За прв пат, јас сум новинар 30 години, ваква мудрост од македонските гласачи ја не сум видел. Не гласа за ВМРО, не ја наградува СДС. Значи, двете режимски партии, ВМРО и СДС, на избори добија 400.000 гласови. Македонците им рекоа папа. Од 1.800.000 регистрирани гласачи, што е непрочистен. Сега, друго е дали има, знаете колку има простор сега трета партија да се формира кај македонскиот блок? Пошто очигледно луѓето сфаќаат дека 30 години ВМРО и СДС ги мафтат. И ова е прв пат, пошто македонците претежно имаат гласано казнувајќи го другиот. ВМРО ќе го казниме, ВМРО гласаме за. Ова е прв пат кога казнуваат една партија, ама не наградуваат друга. И навистина ова е навистина мислам дека македонските гласачи се како да речем, повоспитани во политичка смисла, позрели од албанските гласачи. Демократски позрели. Големиот број на независни, 58.000 има, мислам, низ Македонија независните гласачи и плюс има една бројка од 50.000 54 неважечки. Неважечки. Само Скопје има 12.400 неважечки, што е скоро колку независните. Значи, ниската излезност, значи, кога ќе ги земеш ниската излезност, независните и тие што од протест од големиве партии, оваа бројка е што може да роди некоја
трета дали опција или движење, ево Битола, например, поинаку и Габриела. Ја гледате третата опција, Значи, па ќе се вратиме на албанскиот блок Јасно. во Левица. Левица не. Не, во Дефинитивно. независните. Заради тоа што не Уште доминираат. Не доминираат. Но добро, Ја Левица очекував Левица да Скопје, порасте, ама не. во Скопје влезе како втора Ама опција. влезе во конкуренција со самораспуштената СДСМ. СДСМ е самораспуштена. Не е партија веќе. СДСМ е заложник на Зоран Заев и Филип, како се вика овој, Венко Филип, ча? Тие луѓе, овој вели, не читав една изјава, не вика ќе сменал во партијата. Не бе брат, ти треба да си одеш. Кое менување ти треба да си одеш. Оваков резултат. Левица Нема и што во- да бара во СДС тој таму. И со кампањава Левица беше најинвентивна, ново нешто, најинвентивна, ме навлегувам во суштината, плюс има хендикеп што не им дадоа пари за рекламирање. И во Скопје Левица мислам дека Карпош, Кисела вода, Бутел, уште 2-3 општини е втора партија. Сега само е многу падната. Ама колку е далеко од ВМРО? Тоа е Значи, 30. значи многу е далеку од СДС. Значи СДС имаше 125, Левица имаше околу 70.000 гласове на 20 градоначалници, што не е некој скок. Значи уште е нешто граѓаниве кај Левица нешто како да фали. За да ја препозна, за да направи Силен скок. Силен скок. Има Ние им доста дававме сомнеж. 100.000 гласови, има 70, има голем хендикеп, али јас независни ме гледам, тој е почеток. Значи нема пари, значи си партиите прават финти за да ги омаловажиш. Во друго е програмот Али, на Левица. Ти ги гледаш, фалат Кина, Русија, Куба, со Куба, не сум знал дека имаме кубански амбасадор тука, не знам. Дали веројатно? Абе добро сега. Не, брат, тоа не е сериозна опција. Добро, ти кажа дека се не со комунистите. Наимер Хоџа се маргинал. поклонуваа на гробот. Добро, имаш објаснување. Ти Да. се не сакам да ги бранам нив, ќе се ги поканите Левица, па ќе ги Најдобро Ама дебатираме. затоа Да. македонскиот гласач е резервиран, затоа што гледа дека нешто таму не штима. Да. Не, мислам Дали- дека треба да. дополнителна анализа и околу тоа дали помалиот број на гласови е поради тоа што минатите избори беа двојни избори, претседателски и парламентарни заедно, дали е опаднат бројот на гласачите. Го спомнавме проблемот 46 известности. дека луѓето бегаат, дека Добро, не е реална таа бројка на гласачи, зашто е еднаква со бројката на но популација на населението. секако очигледно е дека Кога се случило СДСМ и ВМРО заедно 400.000 гласови да добијат? Никако. Дали? одамна или никогаш да. Никогаш. Добро, ВМРО подолу 300.000 никогаш не паднат и во најлошото. Исен, дали во Левица гледаш спас, трета опција? Не, никако. Напротив, јас мислам дека тие, моје мислење, тие се пречка за да се појави вистинска трета опција и да се подигне и малце да врши притисок на власта и на СДСМ која се уште мислам дека ќе остане втора опозициона партија. Ќе биде втора, заради тоа што Левица вели, односно Апасиев, дека тоа е втора Тоа ќе опција. биде ствар на толкување, мислам, Опозицијска. едните и Главна опозиција. Да, Ама две и сега страни според меѓу себе, да. и сега според гласовите СДС е втора. Има 125. Ма срамота Да. е да се И збори со- дека Нека СДСМ заврши дали и треба сам- да биде втора Салим. партија. Да. Очигледен е падот на СДСМ, очигледно е дека не може да се опорават, не може да најдат тема, не може да најдат, да створат агенда за да се приближат кон гласачите. Мислам дека нивниот најголем проблем е да ги мобилизират, да ги мотивират опозиционите гласачи, тие кои се во средина, кои се двоумат дали да гласат за едната страна или другата страна, кои се многу битни гласачи, гласови и кои
кои ја прават разликата често пати. Дали е тоа до лидерот, дали е до раководството генерално целосно, дали уште им тежи као товар тоа тие минатите 7 или 8 години колку беа на власт. Мислам дека има од се помалце, ама се гледа дека се уште заостануваат многу. Левица го користи тој простор, прави, како да кажам, прави акробации со кои собира малце гласови од таму, малце од ваму, малце националисти, но тоа не е доволно. Да, малце космополити, малце сите по малце ги собира, но не доволно за да стане втора опција. Има две причини зашто СДСМ не може да пркне. Првата е затоа што има договор. Македонските граѓани се паметни луѓе, ако што ова не го слушаат по медиуми. Има договор, тие знаат дека има договор меѓу Мицко и Заев. Тој договор уште е жив. И второ, Венко е уценет човек. И знаете дека му се запалија колку луѓе воде тоа. Кој ги подпишал тие папири таму? Затоа викам, во интерес и на СДСМ, и на граѓаните на Македонија, и на државата е Венко да си оде таму. И ја има киднапирано партијата и врши услуга на ВМРО. Ама на штета на демократијата во Македонија, затоа што на Македонија и треба силна опозиција. И во Македонија не е проблем вие да најде левата опција да собира гласови, затоа што знаете, ние знаеме каква историски бекграунд имаме. Во Македонија не е проблем да најдете вие леви гласачи. Наклонете се луѓето кон таа опција. Меѓутоа со вакво уценети луѓе сигурно дека нема да застанат за него. Зашто? За да ја одржи ВМРО на власт. Нема да гласат за него. Добро, Горан Трпиновски, ајде. Околу СДСМ и можноста да се најде, заради тоа што најави Венко Филипче реконструкција никаква во СДСМ. Но кажа притвено дека оставка не дава. Еве ти да си на местото на... Јас не сум на ничие. Не, еве ја да сум, ајде. Прва работа, кога ќе ги видев тие резултати, ќе беше не да објаснувам, ќе речам, поднесувам оставка, си одам дома. Давам можност, ја растеретувам ситуацијата во партијата, давам можност да се отвори партијата и да бара... Може сама партијата и без Венко Филипче, доколку сака тоа да го стори. Ајде, дополнение, значи, не може цела вина на Венко да се стави, бидејќи тој пократок период. Тој има поголем проблем, Венко Филипче. Најлесно, тој е да даде оставка. Пратеничката група. И да прави тој промени, како пратеничката група ќе ја промени. Кога поголемиот дел од пратеничката група... Па Мицко имаше таква ситуација, ново раководство во партијата, стари пратеници. Па Мицко го преброде. Старите пратеници го гласа Преспанскиот договор. А Мицковски, кога направи своја пратеничката група, нели требаше договорот со Бугарија. Нели изјави, има ја и СДС и ДУИ, вика ние разговараме, ние имаме до третинско, готово е договорот и на крај што испадна, ниту еден од пратеничката група не потпадна под влијание. Зошто? Бидејќи Христијан Мицковски сам ги бираше. А претходниве беа од Никола Груевски. Сега ови неки има Венко Филипче, ги има избрано Димитар Ковачевски Заев. А јас да сум ко Филипче, значи сам земам ова и само да за предвремени избори, сам би поднал, само него му одговара за да направи своја пратеничка група и најави расчистување. Да видиме последни резултати. Ако бидат уште покатастрофални, тамо, барем според мои информации, че има и поголеми случувања, значи и да не даде тој оставка, тамо значи има голем револт и сега оставени се сите да се дозаврши работата и да пробат прво да најдат солуција да леват опција СДС да се врати на корен. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме. Големи се, треба тие да се разбира, зошто Венко Филипче би бил проблем?
Не, Филипче е проблем. Тие можат сами да се изборат и да реформираат партијата. Трпиме Зошто право, вината ако да не биде поднесе целосна. Ја мислам вина дека на Филипче, ако Венко не даде Филипче. оставка, ќе го разреши. Да. Ако има малку политички сенс во СДСМ, тоа ќе го направи. Доколку сакаат Ако партијата сакаат. да опстои и повторно се врати на Бидејќи им теше тука барем на знам. некаква врата. Бидејќи знам им тежи, без разлика што знам резултатите не им се баш сјајни, ама таму голем дел отиде од поранешно ДСДС, кои што се разочарани гласачи. Сега Ама на СДСМ не му се случува прв пат тоа. Прво беше со, како се викаше тоа, НСДП. да бе, да. После тоа со... Предходно беше и Владо Бучковски. Значи, во СДСМ е мода, кога треба да ја рушат партијата, извлекуваат еден квантум на гласови, сега последно таа игра ја игра Знам. овој знам, да. претходно- И секогаш се шпекулира дека за тие сплетки секогаш стои Бранко. Сега, колку е вистина дека е тоа така, ја не знам. Меѓутоа, од прв пат, од 2006 година, кога се случи тој расцеп во СДСМ, затоа што тогаш СДСМ имаше реални шанси да победи на избори, меѓутоа му се случи расцеп. И затоа изгуби избори. ВМРО колку со 200.000 со 300.000 гласа, 300.000 ВМРО победи, а Тито направи своја политичка партија. практично тоа беше договор, затоа што луѓето, ја мислам дека без ние да им кажеме, луѓето знаат дека таа влада беше договорена. Јас се сеќавам на една моја колечка се враќа од еден брифинг, беше во мода ова територијалната поделба и ние чекаме што ќе се направи, нели имаше референдум. И доаѓа од брифингот ни вели ќе има нова влада, ние чекаме што е со референдумот, таа вика ќе имаме нова влада. Како тоа нова влада? Па договорена е, вика, нова влада, Бранко председател. А тоа беше територијалната кога? 2004. Значи 2 години пред да се случи тоа имаше луѓе кои што знаеа што ќе се случи. Се пропадна референдумот за на територијална победа, Груја дојде на власт, Бранко председател. Значи тоа е интересното. Може ли да за да одиме со реклами и Горан Трпевски ќе продолжи? Останете со нас. Имаше збор дали на колена се паднати СДСМ, тоа беше идејата, и дали може да се вратат со нов лидер, со ново раководство СОСМ. И тоа треба да произлезе од самата партија. Не мора ниту од Филипче, ниту од раководството. Сама да се избори партијата. СДСМ е државотворна партија, како што викаат. И поранешните лидери ова, и сите клучни работи ги има донесено, сепак тоа мора да се признае, СДСМ во сите најтешки работи ги има донесено СДСМ. Од времето, од промена на името, знамето, откажување од малцинствата и така натака, секогаш носеле тешки одлуки и има тамо, барем јас колку што сум упатен и колку мислам дека многу добро го познавам тоа гласачко дело, има тие луѓе и тие можат, ако сакаат искрено, да го вратат СДС. Мене Ако сакаат ако искрено, сакаат да што вратат. значи тоа? Тоа значи мене флоскули ми е да се врати на основите на социјалдемократијата. Не, нема, зошто ако сакаат? Кои се основите? Тоа е прашањето. Зошто велиш ако сакаат? Па дека голем дел од СДС, не само сега кој е Венко Филипче, имало претходно им работеа против, работеа за знам, за беа уценети, работеа за одредени кругови од власта, бизниси правеа, пример, Скопје, пола градежниот бизнис изградие, заеднички на одредени структури на партиите. И мислам дека СДСМ сега мора да собере и храброст и сили да се направи да направи реформа. Добро е и за државата, добро е и за нив. Бидејќи како што се трнати нема ни пасок. Пасок стигна тек сега после колку години нешто пасок со нови луѓе се врати назад. Мора да има ново, не само раководство, нова матрица. Тие основите на традиционалните социјалдемократи.
Само Германија уште социјалдемократијата и то таму е тешко. Гледате сами во Европа кој победува, како победува, дека е тешко. Во Англија се социјалисти. Ама сега во Англија имаше 3 милиони крајната десница и последните сондажи, ако сега има во Англија за ситно Фараш, кој е крајна десница, може да има Фараш доминира, и да доминира. Да. Се надевам дека добро е за држава дека ќе се реформираат, бидејќи мора да има тежа и антитеза, бидејќи ВМРО ќе има локална власт, централна власт, председател. Знаеш, може да се изгубиш. Имавме тоа кога Демократската партија и ВМРО, кога ги бойкотира, кога беше Сојузот за Македонија, кога има апсолутна власт, се губиш. Ево, исто кога беше и апсолутно корумпира апсолутната власт и сега, и моќ. Тоа е добро за да ги подсетува за... Што ќе добијат во вториот круг СДСМ? Центар, дали сметате дека им е сигурен? И дали воопшто друго би можеле да добијат? Сигурно е, само смртта е сигурна, ама има голема шанса има за центар, барем сега. И тоа би било како се? шанса. Добро, и тоа би било се? Во останатите општини? Па другиве општини... Затоа што Вленке подржи на СДП. Ова знам. Многу им е тешко. Куманово, многу тешко. Бидејќи овој независниот кандидат што влезе, Дипро мислам се викаше, Диро, тој требаше да е кандидатот на СДС. Ама во тие преговори не е кандидат. Истата грешка ја направија и со Габриела Илиевска во Битола. Сега поред што Максим Димитриевски претходно ја направија. Сега што е интересно Куманово. Зошто не го подржаа? Мартин се бореше, изгуби, беше мислам кандидатов од АКИ, се бореше за втор круг. Значи СДС е мислам четврта. И то Куманово, каде што им бе цел живот Бастион бил на од кога ја знам. Да. И СДС тамо беше четврта. И Бастиона и Карпош. Карпош, Стевче Јакимовски, сега што е... Го гледате како сигурен... Центар мислам дека СДС ке го добие, не за друго, него центарци се идеолошки поврзани со, макар да пропадне СДСМ, тие ќе гласат за СДСМ. Добро, имале ВМРО ДПМН градоначалници, не дека немале. Ама од демократска, како се викаше партија? Демократска алтернатива, секогаш градоначалник, СДС губеле, а Советот секогаш имале мнозинство. Значи првиот после Миро Грчев 96-та, тек, значи како СДС кандидат беше Богдановиќ. Никогаш воопшто на центар, значи тек кога дојде Богдановиќ, не го рачунам Жириновски, значи лидер на ЛДП беше. Богдановиќ беше кандидатот на СДС и за Скопје, кога гледаш историски. За Скопје само Чилегов е кандидатот од СДС. Од СДСМ, да. И во пола општини СДС, секој пат има мнозинство, Скопје демек СДС. За мир во куќата. Немале никогаш собствен кандидат. Да. И Ѓорче Петров од 96-та има, после од 2000-та, не беше таму, беше Сокол. Значи, а за лист и за ова секојаш викаме Скопје е лево ориентиран. И второ, да не заборавим, Никола Груевски, мислам, после шарената победи, мислам, така, на тие избор. Значи, Скопје не, ама победи на изборите со два пратеници. Скопје беше 10-8. Значи, ако имаше таков голем револт, требаше да види како сега што беше последните избори, 11-3, а тога беше 10-8. Под какви услови се одржуваат тие избори? Да, ама тога ги зема само гласовите на албанците, им ги зема Зоран Заев и тоа го спаси. И затоа Скопје, кој ќе каже некој лево или СДСовски, не, Скопје е пркос, Скопје казнува, ама Скопје има некои општини што се ВМРО-ски. Значи Гази Баба, Бутел и Кисела вода. Од независноста нема победено СДС. Освен против Грујо, кој беше го казна. Пред Бутел беше од СДС. Добро, по урбаните средини секогаш припаѓаат за на СДСМ. Бутел, Кисела вода и Гази Баба, значи беше тоа кога за Никола Груевски се гласа. Значи од секојаш разликата била 1-3, 1-2. А додека аеродром, Карпош, Ѓорче структурата на население зависи се разбира од гласачите и Сан Салију.
околу овие дилеми, дали единствено ќе биде центар добитна комбинација за СДСМ и еве Стефче Јакимовски, дали е сигурен Ама добро, Стефче Јакимовски не знаеме што е, не е не е во коалиција, ниту во коалиција не е со СДСМ. Не, го издвојувам од СДСМ. Како опозиционер, да. Да. Тие не го поддржаа, благодарејќи на црната листа најмногу. Да. Не знам, мислам дека центар ќе биде интересна битката, ќе биде равноправна. Шансите се реални и на едниот и на другиот кандидат. Според резултатите од првиот круг. Исто во Карпош, значи Стефче има заостанување од мал број гласови. 200-300. Не, 1500. Ама прошлиот избори беа 2200 има намалување. Да, мислам, опозицијски гласови има Левица и СДС. Колку што ги анализирав бројките, може да го надмине, мислам, со гласовите на СДСМ. И со Левица, предпоставувам. Да, и меѓутоа, од друга страна ги имаме па добрите резултати од првиот круг за владата, за ВМРО ДПМН и значи неизвестно ќе биде и во центар и во Карпош. Но ја би мислам дека е интересно да се анализира ова што го анализираме за СДСМ, дали истото може да се случи во албанскиот блок. Мислам дека може многу лесно да дојдеме во таква ситуација и во албанскиот политички блок, доколку во недела Дуи изгуби во Тетово и во Кичево. Тогаш истиот вакуум, истата празнина ќе остане и кај албанскиот политички блок. Добро, Ахмети се налути на прашањата за оставка. Тој кажа дека е апсолутен победник. Да, нема да биде многу битно дали ќе поднесе или нема да поднесе оставка, ќе останат без ниту една значајна општина. Поинтересна е ситуацијата. Спомнавме дека има 20.000 разлика кај бројот на за советниците гласови и мислам дека тоа им дава нив поголема шанса, но многу ќе зависи сега. Трпе спомна апсолутна власт, изгледа ќе имаме после овие избори апсолутна власт и на централно и на локално и председателката на кандидатка на ВМРО ДПМН. И развојот на ситуацијата во опозициониот блок ќе зависи, барем во следните 4 години, многу ќе зависи од работата резултатите што ќе ги покаже власт. Бидејќи после 4 години нели доаѓа или 6-7 години доаѓа тоа природно, гласачите, луѓето не ги сакат истите лица, колку и да се успешни. Меѓутоа, барем во следните... Само една година има власт ВМРО ДПМН и Салиновиќ ќе говори за 6-7 години владење. Не, после ова мислам дека и тоа е реално да се очекува, но повторно тврдам дека многу ќе биде битно колку ќе успеат да испорачат од тоа што го ветува, колку ќе успеат да ја поправат ситуацијата, особено во главниот град. Знаеме во каква... Во состојба на распаѓање и во здравствена и санитарна криза. И сметате ли дека проблемот е во Дуи, она што се обидува ВМРО ДПМН да го представи? Кај директорот на комунална хигиена. Никој никогаш не презема вина, никој... Данела Арсовска беше избрана со гласовите на ВМРО, како да? Не, добро, сега се тоа... Не, одговорноста не сега се тоа обвинувањата. Ама знаете како, видите, во политиката нема сгрешивне. Секоја грешка има цена. Значи, погрешната проценка, ако била погрешна проценка на Мицковски за Данела Арсовска, тоа е негова грешка. И неговата грешка ние ја плаќаме. И не можете вие сега да решите, ама извинете, јас грешив. Не ви помага тоа. Добро. Не, се случија многу работи после тоа. Што се случи? Па се сменија страните, дојде со едни гласови, па се поврза со други партии, мислам... Нема врска, жената отворено рече дека бара, дека нема да биде извршител на
Тоа се незини јавни изјави. Не, гледаме од резултатите дека има и ги врска, обвинуваше за криминали, ВМРО ДПМН. Дека барале од неа да потпишува работи кои што не треба да ги дека не многу луѓе во Скопје ја лоцират вината кај ВМРО Никој не ја лоцира. за Данела. може да се Може би вини такво држи нешто. тоа што го тврди Насер, но видите, Исен, види сега, ти сега настапуваш како пиар, не дека ти настапуваш, извини, не. Реалноста ја покажува, имаме резултати. Ти одобруваш при пиар стратегија, еве ВМРО сега притвори двајца, што беа, раководители на директор. Комунална, идеме каде сега аплауз дека го Не. Тоа е начин пред избори да се префрли одговорноста на некој друг. Анализираме реална ситуација. Скопјани и македонците, и пак ја повторам, дека македонците покажуваат навистина политичка зрелост, дека со такви пиар трикови не можеш да им го Добро, ќе видиме како ќе биде резултатот. Ова е мој впечаток, ќе видиме. И победата чија ќе биде, да. Знаеш, не само на Лјупчо Георгиевски во 99-та година му се има случено она што сега му се случува на Мицковски. На Лјупчо Георгиевски 98 година доаѓа на власт. Последна година претседателски избори. Борис Трајковски преполовен е бројот на гласови на ВМРО. 140.000 на Мицковски. Тоа немојте да мислите дека ама луѓето се умориле. Не. Луѓето сериозно делумно се согласувам со тоа. Сериозно се разочарани затоа што ова влада нема идеја, безидејно. Еве ќе добие и сите да ги добие. Што ќе направи? Добро, ајде околу нека заврши и се. Па мислам И околу победата, имаме конкретни евентуална резултати. победа на Орце Ѓорѓиевски, дали е можно некаков успех можен на Амар Мециновиќ? И околу црната и негативна кампања можеме да говориме. Ама невидена. Да. Невидена. Последната дебата која Сега ја Мециновиќ гледавме на бил Канал српски 5. државјанин, па пола од ВМРО се бугарско државјанство. Нека заврши Што треба да направиме? Да. Да И ги потоа. обесиме? Мислам дека Мециновиќ има Кои гласови би отишле на неговото конто, на Амар Мециновиќ? Дали оние на СДСМ? Јас мислам дека пола од тие што гласа за другите кандидати, најмалку пола од нив ќе гласат за Мециновиќ. Но тоа дали ќе биде доволно? Не, нема да. Не изгледа. Дали ќе биде Да. огромна разликата тогаш? Тоа е во теорија. Кои се вашите? Гласачите на Влен ќе гласат за Орце Ѓорѓиевски. Тоа е тешко. Може дел од гласачите на Влендева, ама сите од... Зошто? Да. Па затоа што, видите, вие мислите дека гласачите на Влен не гледаат дека Мицковски брише патос од нивните лидери? Мислите дека тоа не влијае кај гласачите на Влен? Па тие не се како Изет Меджити и како Билал Касами, тама има луѓе кои што имаат некој дигнитет, Нема да дозволат. Нема пак ќе кренат ручно сигурно. Па Добре, не има покажа операција. од првиот круг не покажа Ама ќе некој видиме незадоволство од односите во Па ќе видиме владата. на кандидатот Мециновиќ. Мециновиќ може да направи пресврт, ама тоа ќе зависи од одзивот. Ако е одзивот на 50-55%, реално тие Барем да ги го тие намали македонци што не гласа тој на првиот круг, ако тие се активираат и сметат дека преку тој избор ќе се направи некој баланс меѓу ВМРО и опозицијата, тој има шанса. Ако тие луѓе сметат дека навистина сега не е дека кандидатот не е добар за да ја игра таа улога, веројатно ќе оди Ќе на абстинираат. ќе абстинира. За сега никој од други кандидати или партиве нема јавно, барем колку шем, дали некому ќе дадат подршка. Значи, муабетот не е за СДС, туку и на социјалните мрежи и некои од СДС, од опозицијата, викаат, нас не навредувавте, сега ние да те поддржаме. А тие гласачи од СДС и лево не гледаат дека ако се намали разликата помеѓу Орце и ова, значи, надеж имаш дека нешто има во државата што можда понатака има некоја
некоја основа за евентуални промени. Значи хипотетички, дуи 26.000. Не знам, Влендел, СДСМ имаше Левица, колку, да. СДСМ 30 и кусори лет, значи може. Сите ако, значи во една хипотетичка. Но СДСМ не би дозволиле да доминира левица и да ги дадат Те тука гласовите. гледаат партиското и затоа Да го легитимираат како и затоа- влаган и затоа опозицијски губат. ривал. Але мислам дека Мициновиќ како кандидат одлично помина и добар има иднина во него. Без разлика што малку во последниот дуел беше малку затечен, ама мислам дека Нема тој е генерација кој што може да за понатака има иднина. Многу ќе е видиме. одвратно вие на човек да речете татко ви има изградено, па што сега ја треба да прави за таткото да внимавам што прави? Човекот е индивидуа, е возрастен човек. Да, Тој може да одговара за себе, не може да одговара за таткото, за мајката, за чичкото, мислам. Тоа е таа црна кампања. После му извадија Самохрана мајка дека е неговата мајка, исто тоа е дел од таа црна кампања. Тоа се потенцира прилично. Дека има српски пасош. Па ако се гледа така, Знаеш, ова влада не остана српски празник во Македонија кој што не се прослави со пари на влада. Мислам дека ако малку се мери по тоа. Тука на искуството малку на и младоста на Мициновиќ, зашто тој прв почна вика она нивната ти си транзиционен политичар, татко ти е пратеник. Значи ако одиш во дебат или јас овде ако сум дојде, не може да имам опашка или нешто да крија. Или Што нека е да се опашката, каже. дека татко Нема тој тој нешто? ништо опашка, значи не е Не е тој опашка. одлично одговори, ама ми даваш мене како против кандидат без разлика удар под појас и го измести. И после почна да се правда. А нема зашто да се правда. Нема Јас сум само хран, мајка ми мене ме изгледала, не можам јас да најдам сум работал повеќе работи, нема време да го дозавршам факултетот, супер си, рушете, одлично. Али тоа е, мислам дека и без разлика има и на некој во него во партијата, левица мора да се нешто има во нив, нешто чудно што не може, знаеш, не може да го открием кај нив. Дали од лидерот има Ориентацијата нешто, е проблем, трпе. не знам. Нема Македонија сега членка на НАТО со Русија сојуз. Ама не, значи Јас мислам дека не оние е само Ние толку Ама тој висока флоскули. цена плативме, името на државата ја сменивме, за да станеме членка на НАТО, а овој вика, ја ќе се повлечам од НАТО. Јас мислам дека они имаат создадено концепт да бидат партија со најмногу 4-5 пратеници и сега одеднаш се најдоа во можност да станат втора опозициона партија. И мислам дека тука малце тоа им прави проблеми и не може да се снаоѓат во оваа ситуација. Зависи Не може да се снедат, неискрени се. И Таа идеологија им е лажна, токму дека, таа. не знам, Не, лажна им па е. тоа, значи Сака да се оберат она има еден маргинален Младите. број на гласови екстремисти на Крај- нив. не, значи И сега младите. треба да се прошири екстремни Млади. левичари, опфатот екстремни и тука не десничари. се Но снаоѓат. наративот треба исто така Треба да да се се прошири. Тоа е мене ми изгледа како копија која беше на живиот зид во Хрватска на Иван Пернар, ти одлично трна и веќе левица мора да преземе одговорност. На наредните парламентарни избори колку и да добие, значи мора да преземе одговорност точно нешто да направи. Ако и на наредните парламентарни само вика јас растам, мислам дека веќе народот Па и не нема да растат гласи. толку доволно. Тоа на Ама, локалните се Да, покажа. ама само на 20 избирачки места. Но живиот зид, така во трпе, Хрватска зашто не Митловиќ, не ти го кандидирале? знам. Кој ги Левица. спречил да Не, кандидират и во други? Ево ти... Значи немале структура. Не, Значи не, немале не. гласачи. Ево за- Кој е тој што има Ево гласачи за на Ципрас. во не знам, во Битола и нема да На кандидира. Нека Ципрас, докаже. на Ципрас кога му трна, кога го реши проблемот со Варуфакис, На крај. така се ви каже. Да. Варуфакис го реши, тој беше екстремен. Го дистанцираше и дојде на власт. И мислам дека, и да завршиме со овие, но мислам дека... На крај сме се Да, останали. ма сакам кратко да ги прашам Исен и Насер за
Гостивар, заборавив, значи Гостивар ќе има повторување, Гостивар, Врапчиште, Дебари, Мавро. Што се случи со Таравари? 0,22 гласови. Што ми е мене е дилемата? Инженеринг. И да има инженеринг. Како за градоначалник се повторува, а за совет не. Значи, ако нема излезност, Треба значи, двата... за совет, а може со 100 гласа, значи ја имам 100, Насер има, и Тоа е правна дума. Сега, знаја оставаш од дека почеток, да, ама кој инженер? знаја дека не, тоа е еклатантен пример на извртување на волјата на гласачите. Не можете вие да обструирате избори само затоа што вие сте таму аутсайдер. Да, 16.000 гласови со 4.000 гласови. Ама ево и македонците да излегуваат, таму е Така друго. е. Што е според мене? 16.000 гласови, разбирате? Да, ама знаеш што е таму работата? Ама намерно не се излезе. Намерно, ама зошто? За За да има владата да стави повереници, Стратегија а поверениците ќе бидат влен. Тоа е неприфаќање на волјата дека е на граѓаните. стратегија, Не, тоа е удбашка стратегија. дали е погрешна, дали е погрешна или... Разберете, На крај сме. не можете со административни мерки волјата на граѓаните да Мислам да дека нема да искривувате. има администратор. Нема Не, да има па сега- владен повереник, она што го најавуваше Мицковски? Мора законски е тука. Треба да се повтори целиот прв круг. Значи листи, така натака и така натака. Законски Не листи, е најдоцна само за градоначалници. Најдоцна 60 дена од официјалните треба да биде. А повереник Тоа е, кој ќе знаеш биде? кај не враќа Повторно тоа? ќе правиме Не, дебата. Билјана, знаеш кај не На враќа крај тоа? сме. Тоа не враќа во 90-та година, кога на локални избори СДС, владата на СДС, не сакаше да ги признае резултатите во Тетово и Гостивар и пратија некои за... Не, различна е Повереник, ситуацијата. Не, на тоа не враќа. Значи, Различна е вие, ситуација. владата не сака да го прифати вердиктот на граѓаните. Не е добра И се ситуација, обидува меѓутоа со различна. административни мерки да го Да, ама тоа значи дека да го Гостивар смени е тоа, празен. не може да Ама се нема да Тоа да има значи дека Гостивар е администратор, празен. зашто? Повторно како ќе ќе- правиме дебата. па како Благодарам ќе- што бевте гости. Благодарам што не гледавте. Пријатно.